на законското следење на комуникациите, да го образложи извештајот за активностите на јавното обвинителство за гонење на кривичните дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за периодот од 6 месеци, односно периодот од 15. до 15. септември 2016 година. Почитувани, има збор господја Кати Сајанова, јавен обвинител за гонење на кривичните дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Повелете. Благодарам. Почитувам председателе, почитувани пратеници, почитуван колега, господинот јавен обвинител на Република Македонија, господинот Марко Зврлевски. Јас сум 13 години јавен обвинител, бев заменик, па основен јавен обвинител. Будно го следам и работата на собранието и чест ми е посебно дека прв пат денес во историјата на Република Македонија јас представувам извештај на обвинителство. Не сум видела ни еден обвинител на од оваа оговорница да се обрати на претениците и да го образложи извештајот за својата работа. И тоа ми представува голема чест. И благодарам. Сега да се обратам во однос на извештајот, значи ќе бидам кратка, затоа што очекувам прашања и спремна сум да ви одговорам. И да ви кажам, не се плашам да ви одговорам на ниедно прашање. Најмногу заради тоа што ја имам поддршката од поранешниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. И знам дека целосно стои зад мојот извештај. Во почетокот на извештајот има кратко сиже што содржи самиот извештај, а што би сакала во ова мое воведно излагање да кажам, а тоа е дека ве молам како законодавен дом да го измените членот 22 и да го пролонгирате рокот од 18 месеци, за да можеме целосно да го истражиме кој и на кој начин и во кој период прислушкувал незаконски во Република Македонија. Второ, да ги донесете измените на законот за заштита на сведоци во кои ќе имам автономно право да ги заштитам сведоците. И како трето, да ги имплементирате во законските одредби препораките на Венецијанската комисија, затоа што најважна е јавноста да знае кој и на кој начин прислушкувал во Република Македонија. Да знаат сите дека интересот на поединецот не е најважен. Интересот на владеачката политичка партија не е најважен. Важен е јавниот интерес на граѓанинот на Република Македонија. Благодарам. Благодарам.